Добро дојдовте, почитувани гледачи, во најновото издание на информативната емисија, отворено за мој ваш гостин е градоначалникот на општина Кавадарци, господинот Александар Панов. Ќе разговараме за се она што се случува во Кавадарци, но во секој случај ќе проговориме за она што утре ќе му се случува на Кавадарци. Добро дојдовте. Добро ве нашол и вас и добро ги нашол вашите гледачи. Како од Кавадарци, така и од целиот регион. Господине Панов, за Кавадарци утре е посебен ден. Се осветува новата црква. Црквата е посветена на Света Петка. Се градеше 5 години. Како поминаа тие 5 години, од каде идејата за токму еден ваков храм во самото градско подневје? Добро, идејата е многу стара. Меѓутоа, нели, од идеја до реализација на вистина е голем и макотрпен патот. Јас новата црква имав и во мојата изборна програма и нели тогаш кога станав градоначалник се создадоа првите услови да можам да се борам со овој проект, односно заедно со бизнис секторот и со Македонската православна црква да направиме нешто што е вечно за Кавадарци. Се почна уште многу одамна кога барајќи по историјата на Кавадарци се дојдов до информација дека во Кавадарци некогаш имало црква или манастир Света Петка, која што била порушена од страна на осмалиите и нели во таа чест и во црквата Свети Димитрија, изградена некаде 1839 година, имавме и еден олтар посветен на Света Петка. Така што првиот императив ми беше да ја исправиме оваа историска неправда, односно Света Петка како наша светица да ја овековечиме со еден храм. И првите контакти со владиката господинот Агатангел беа токму на тема да парите од денационализацијата кои што беа од вкупно 3 цркви во Тиквешијата, односно во Кавадарци, да бидат наменети или барем дел од нив да бидат наменети за изградбата на новата црква. Мојот прв контакт со владиката беше крајно позитивен, прифатен од негова страна и тој наместо половина ми кажа дека сите пари, односно не се сеќавам точно, неколку милиона денари кои што се вратени од државата, од денационализацијата, да бидат употребени за изградба на новата црква. А потоа нели беше големото прашање која локација, дали она во строгиот центар или во денешниот парк на Револуцијата или во новиот центар каде што беше лично моја идеја и каде што пред неколку години, односно некаде околу 99-2000 година, некои други луѓе од Кавадарци се зафатија да направат црква. Не успеа во таа работа, меѓутоа фактички го посеа семето дека на таа локација веќе не можеме да размислуваме за нешто друго освен за нова црква. Патем речено таму беше поставен камен темелник на црквата Свети Климент. Меѓутоа, нели, ние го реализиравме проектот на Света Петка тука, а дополнително пак компензиравме со тоа што нели еден од двата параклиси го носи името на Свети Климент, а другиот на Свети Јован Крстител. Така што мислам дека ги задоволивме сите и мислам дека Кавадарци е на добар пат да исправи една историска неправда, меѓутоа и да новиот центар на градот, па и сите граѓани на општина Кавадарци и пошироко да добијат еден велелепен храм во кој што ќе можат и нели да ги остваруваат и своите духовни, односно верски права. На 8 август оваа година кавадарчани, но и сите верници од регионот имаа можност за прв пат да ја чествуваат Света Петка во храмот. Нашата телевизија, нашата екипа беше на тој настан, го проследивме. Предлагам од режија, доколку е возможно да ни биде пуштен видеоматеријалот, да се потсетиме како изгледаше сето тоа таму случување, дел од изјавата на владиката Агатангел, меѓутоа и дел од изјавата на господинот Митко Јанчев, кој што се јавува како председател на координативното тело или како представник на бизнис секторот, без кој што општината и Македонската православна црква реално немаше да имаат можност да изградат овој прекрасен црковен храм. Предлагам да го погледаме. Црковните храмови се убавина на душата. Окото може многу убави работи да гледа.
но душата треба да го види први Христа, Спасителот, а таа ќе го види во убавиот храм. Еве, благодарение на фабриката Фени, на директорот Даскалакис, кој со голема љубов не поттикна да го изградиме овој храм, но и ни покажа на нас кои живееме во Кавадарци и во Македонија како треба да ја сакаш црквата, како да го љубиш Господа и како да ги љубиш оние кои го славеле Господа и своите животи ги дале за Него. Како на некој начин председател и координатор на цела ова творба која што е тука завршена и направена, нормално дека имаше макотрпни работи кои што треба да се спроведат и издржат, меѓутоа со Божја милост и благослов од нашиот повардарски владика Агата Ангел имавме голема поддршка и успеавме со полесно поминеме и стигнеме до оваа творба, односно до овој Божји храм, до самото негово осветување. Исто така сакам ова прилика да ја искористам да ги повикам сите верници на 18 октомври оваа година 2015 да присуствуваат на големиот чин на осветување на овој Божји храм. Господин Панов, како се чувствувавте, еве, на тој ден пред малку видовме колку народ имаше пред самата црква? Па ние не само оваа година, туку секоја година од започнувањето на работите, 8 август на некој начин одбележувавме и поставување на ставање на камен темелник на камбанарија, па потоа нели едната година беа звоната, значи секогаш имавме уште еден повод, а 8 август да го одбележиме денот на Света Петка и секогаш, буквално секогаш чувството е јас лично чувствував една голема возвишеност, една внатрешна возбуда од делото кое што нели секоја година напредуваше по една педа нагоре кон Севишниот и да нели оваа година веќе се прегледа крајот на градежните работи и нели нормално е да бидете најмногу возбудени, да бидете најмногу радосен и задоволен кога се приближувате кон крајот, овој 8 август фактички дури и травата ни беше садена на овој објект и неописливо е навистина чувството кога независно од тоа што заклучуваат сите други, туку неописливо е она чувство кое што лично го имате и кое што не може со зборови да се искаже кога градите еден таков импозантен вечен објект кој што ќе остане и за 1000 и можеби и повеќе години, кога можеби и зградите од околу нема да постојат, кога можеби и куќите ќе го сменат својот изглед и цела околина, а оваа црква ќе го зачува оној оригинален изглед затоа што е правена за навек, не е правена за неколку стотина години. Несомнено и од старо останало дека црквата е таа која што го чувала македонскиот народ, црквата е таа која што кога на народот му е најтешко му помогнала и дека вербата во Бога е нешто кое што треба да го има секој христијанин. Пред малку кажавте дека не запирате тука, има планови за нови градби? Па има планови за нови градби, меѓутоа нели тоа го оставивме во меѓусебен договор со владиката и добро е тоа утре да го слушнеме од устата на владиката. Ние и понатаму ќе ја поддржуваме Македонската православна црква и Повардарската епархија. Си зедов за обврска да помогнам и во делот на хортикултурното уредување на Полошкиот манастир, кој што полека, но сигурно станува едно духовно средиште на овој регион. Се уредува, се доградува, се прави и навистина тоа дополнително ми ствара стимуланс да побарам од Советот дополнителни финанси да помогнеме и во за дворот на Полошкиот манастир, меѓутоа еве за онаа вест кој што ќе следи, јас навистина би оставил тоа да се слушне и кавадарчани да го слушнат утре од устата на нашиот владика.
и за наредните проекти и јас, а и бизнис секторот ќе бидеме активни помагатели. Во оваа прилика би сакал еве уште еднаш да се заблагодарам на бизнис секторот, пред се на Митко Јанчев, потоа на Фени Индустри, на Градба Промет и на сите други кои што помалку или повеќе помогнаа. Морам да го спомнам и јавното предпријатие Комуналец, затоа што и тоа имаше незанемарлива сума на донации во градбата на оваа црква. Посебно Митко Јанчев сакам да го истакнам, бидејќи од самиот почеток договорот беше да тој биде председател на овој одбор за изградба на црквата, за да луѓето не гледаат политика во оваа работа. Ако бев јас, тогаш можеби ќе бевме исправени пред одредени обвинувања дека оваа го правиме не само да се додвориме и до Македонската православна црква и до верниците, туку и да со тоа собираме партиски или било какви поени за било кои следни избори. Ова го направивме чисто од човечки аспект и од тоа што предмалку го кажавте дека навистина низ историјата најголем доказ за нашата македонштина е токму црквата која што не држала како православни христијани и на кој што и го должиме денешното постоење. Доколку не беше таа, ние денес ќе бевме или муслимани или ќе бевме некоја друга народност или националност. Господине Панов, продолжуваме понатаму. Она што во иднина или во скора иднина ќе се случува во Кавадарци е официјалното пуштање во работа на 5 мали хидроцентрали. Почнува оној процес на производство на електрична енергија наречена зелена, без загадување. И тука Кавадарци е една од првите општини во Македонија која што започнува со ваков процес. Па ние со нешто слично, навистина и со помал капацитет започнавме уште пред 10 на 15 години, кога на цевководот на јавното предпријатие Комуналец со помош на Светска банка и со сопствени финансии од Нова Љубљанска банка успеавме да изградиме 4 мини централи. Меѓутоа, поучени од таквиот позитивен ефект на мултинаменско искористување на водните ресурси, продолживме и понатаму со луѓе ентузијасти, луѓе кои што беа директно поврзани со јавното предпријатие Комуналец, меѓутоа во блиска иднина распоредени јас како градоначалник, еден од јавното предпријатие Комуналец како директор на водостопанство Тиквеш и еден на тоа е заменик директорот кој што беше представник на приватната фирма кој што го тераше цел овој проект, во содејство и со разбирање на вице-премиерите и на господинот Пешевски и на господинот Ставревски и секако со најголема заслуга на владата на Република Македонија предводена од нашиот премиер, успеавме да издействуваме и мислам дека во Република Македонија сме првите кои што ги искористија поволностите кои што ги донесе Законот за јавно-приватно партнерство уште во 2008 година со неговото донесување. Овој проект веќе го имавме во раце, но најдовме начини како преку Министерството за економија и тогашниот заменик министер Хадживасков да ја изтуркаме целата работа, да ги завршиме сите формалности и еве до крајот на овој месец, најверојатно 29 или 30, да бидеме сведоци на сечење на лента на една голема инвестиција од 20 милиона евра во Кавадарци, односно новите 5 мини централи со моќност 10 пати поголеми од оние на јавното предпријатие Комуналец или над 10 мегавати, со кој што повторно, односно уште еднаш, максимално го искористивме водниот потенцијал на Стара река, односно на Бошавица, околу 1200 литри во секунда сега без проблем патуваат кон Кавадарци. Ја користиме оваа вода за производство на електрична енергија, ќе почнеме од наназад па напред. Потоа ја користиме за наводнување и полевање на големи површини во Тиквешијата и околу Кавадарци. И на крајот дел од оваа вода користиме за пиење, со кое што го решивме и проблемот на Кавадарци и на општина Росоман со квалитетна вода за пиење. И уште една, дури четврта работа, односно четврта поволност, која што граѓаните на Кавадарци во деновиве ја ползуваат, тоа е водното ниво на реката Лудамара и веќе отстранување на онаа миризба која што во летниот период, заради малиот доток на вода, се чувствуваше во населените места Глишич и Марена. Сега, за прв пат оваа година, граѓаните од овие две села не се плачат на непријатната миризба од фекалии, а тоа е како резултат на стабилниот водостој од производството на електрична енергија.
На 29 или 30 точно не е утврден датумот овој месец ќе одбележиме уште една голема инвестиција за Кавадарци во делот на производството на електричната енергија, односно на зелена електрична енергија, што мислам дека е максимално искористување на мултинамеско искористување на сите води кои што доаѓаат по двата цевководи во општина Кавадарци. Пред малку коментиравме дека бројот на работни места кои што се создаваат во ваквите објекти е многу мал, меѓутоа ефектот е многу голем. Но Кавадарци е една од општините која што нема проблем со невработеноста, а како резултат на големиот процент на вработување има проблем со недостиг на простор во детските градинки. Да, Кавадарци има сега проблем од пребендисување. Знаете, кога имате мало рибче во раците, сакате, нели, тежнеете кон поголемото и најмногу ургенциите кај мене се токму во тој правец, нели, да се напушти едно работно место кој што носи 10.000 денари, па да се дојде до некој кој што носи 14, 15 и повеќе. Што е и човечка карактеристика и е одраз на амбицијата на самиот кој што ургира или кој што бара поголема заработувачка. Како и да е, го спомнавте тоа и тоа е повеќе од евидентно во Кавадарци дека се бара место повеќе во детска градинка. Буквално нема ден да немам ургенција кај мене, еве детето не ми се прима во градинка, сите сме на работа, нема на кого да го оставиме, па дури се оди до таму да луѓето одлагаат со нивната работа и одење на работа за да, нели, детето не го остават на некој кој што не им е сигурен или да немаат место каде да го остават. Токму заради тоа, во изминатиот период направивме две интервенции, една на проширување на постоечките капацитети на детската градинка во Гоце Делчев. Потоа направивме една мала градинка во селото Ваташа за 50 на деца и сум мощно задоволен што веќе 48 деца веќе одат во оваа градинка. И најновото, еве, од денови очекувам одлука на влада да старата лабораторија во склоп на јавната здравствена установа Здравствен дом во Кавадарци ни биде отстапена на трајно користење и истата во што е можно побрз рок да ја реконструираме и да ја адаптираме за како детска градинка со капацитет од 100 деца. Значи, ова е исто така помош во растеретување на алармантната состојба во детските градинки, што не значи дека ќе се откажеме и од изградба на комплетно нова детска градинка. Кавадарци, за да го реши овој проблем, мора да изгради уште една, покрај овие претходно што ги набројав трите, да во догледна иднина изгради уште една детска градинка на нова локација која што би одговарала на потребите на местното население и да со тоа го решиме проблемот. Значи, нас покрај идните 100 капацитет од 100 деца, ќе ни биде потребна уште една детска градинка од 150 за да кажеме дека навистина сме го решиле проблемот со место во детска градинка. Ако за дворовите се вели дека се огледало на куќите, за влезовите во самите општини велат дека се огледало на општините. Во изминатите 3 години работевте на средување на приодите кон самата општина. Останува само оној приод од градот Росуман да го средите. Да. Значи, јас секогаш кажувам и не ја криvam вистината, значи една екипа од Социјалдемократскиот сојуз случајно задзвони на мојата врата и кога, нели, видоа дека сум јас, нели, не можаа да добиваат идеи, меѓутоа ги замолив, еве, да кажат зошто се дојдени и ним им кажав дека, нели, по завршувањето на мојот прв мандат нешто што на Кавадарци му фали, тоа е уредување на влезовите. И еве, конечно, оваа година можем да кажам дека до некаде ги решивме влезовите во Кавадарци, не се во таа состојба каква што беа. Меѓутоа, има нешто што не ни е доработено, а тоа е буквално отстранување на тешките возила од приодот од кај Неготино, значи од автопатот и исклучувањето од автопатот преку Неготино, влезот во Кавадарци, поминување низ локалните улици за да стигнат до нивната дестинација, тоа е фен индустрија. Јас го алармирав и бившиот министер Милијана Киевски за оваа работа, тој беше на терен во Кавадарци и луѓето му го потврдија тоа што јас му го кажав. Уште во негово време, кога се уште беше министер, ја почнавме постапката за изработка на еден проект за дислоцирање на овие возила и мислам дека постапката е при крај и е пред влада, односно тој проект или тоа сообраќајно решение да се понуди како пред влада, да владата донесе одлука и сите овие тешки возила кои што
буквално го уништуваат влезовите на градот, овој најмногу што пред малку го спомнав, да бидат пренасочени преку автопат, преку магистрален пат и преку регионален пат да стигаат до нивната одредница Фен Индустри и да престанат со уништување на локалните улици кои што навистина немаат носивост да трпат 40 и над 40 тона. Оваа година со помош на Агенцијата за патишта и Македонија пат успеавме да санираме дел од влезот од кај Неготино, или предходно Македонија пат и Агенцијата за патишта интервенира на потегот Глишич-Марена, а оваа година интервенира во самиот град од Глишич кон градот на улица Шишка. Оваа година исто така и предходната година се интервенира од влезот за кон Прилеп, значи влезот од Прилеп кон Кавадарци, кај градските гробишта, и мислам дека и тука го постигнавме саканото да имаме безбеден и пристап па и излез од Кавадарци кој што е многу побезбеден од предходно. И ни останува уште оној дел од Дрекселмајер, односно влезот и излезот од кај Росоман, Кавадарци, Росоман и Росоман Кавадарци, каде што се интервенира во изминатите 2 години од страна на Агенцијата за патишта. Јас ја завршив постапката за експроприација во строгиот влез, каде што во минатиот период изградивме и огромен кружен тек. И сега ни останува овие месеци да заврши тендерот за потегот од 300 до 350 метра од кружниот тек до Мак Петрол, да првата делница ја реализираме оваа година и наредната година да продолжиме од Мак Петрол кон Југосуровина и да конечно го решиме наредната година и третиот влез и излез од Кавадарци и да кажеме дека навистина од период од 3 години решивме уште еден горлив проблем за сите кавадарча. Што е она што друго се работи на полето на инфраструктурата? Па во тек е и тендерот, мислам дека и заврши за доградување, односно за продолжување на проектот за кејот на реката Луда Мара. Знаете дека тоа беше еден проект кој што беше и од Европската унија оценет како еден од најдобрите. Многу рекламиран, па и многу други колеги дојдоа да видат како е уреден кејот. Копиран. Како е уреден и нешто слично се прави во други градови во Република Македонија. Нормално дека нема да биде исто, затоа што и самите градоначалници не би сакале да прават копии во нивниот град. Тоа сигурно ќе го видоизменат. Работиме на неколку улици по урбаните и местните заедници, секако не ги запоставуваме тука и оние местни заедници, односно селските местни заедници. При крај е реализацијата и на НВО центарот, кој што го работевме заедно со Вардарскиот плански регион. Имаме и други проекти од типот на паркирањето, кој што за жал по втор пат од вчера имам информација дека повторно немаме интересент за јавното паркирање. Што мислите, зашто е тоа така? Па мислам дека изготвувачот на студијата за јавно-приватно партнерство ја направил толку стегната и толку во корис на локалната самоуправа што не предизвикува ниту кај еден и првиот и вториот пат интерес да дојдат. Затоа што сепак ако тргнеме од аспектот на приватниот партнер, сепак тој ќе дојде да заработи нешто, нема да дојде да ја учини на локалната самоуправа и токму мислам дека тука леже клучот. Првиот пат распишавме на 6 години, сега распишавме за 8 години, меѓутоа очигледно е дека уште некои работи треба да се сменат во оваа студија со посредство на советот за да конечно на крајот ни биде успешна. Не се откажувате? Не се откажувам, јас дадов налог буквално одма да наредната недела се викне комисијата при советот да ги разгледаат повторно, да се направат одредени корекции со изготвувачот на студијата во делот можеби и на надоместот за концесија. Јас ќе ви компарирам, надоместот за концесија во Битола годишно е 27.000 евра. Тука нашиот изготвувач предвиде минимум 46.000 евра. Значи имаме дупла поголема концесија, а имаме дупла помалку паркинг места кои што ги нудиме на концесионер. Дали тука може би лежи клучот зашто не е успешен економската исплатливост? Јас не би сакал да преюдицирам, бидејќи не сакам утре да биде протолкувано како да сум поборник на нешто кое што треба да се намести и за некого да биде ова паркирање. Мојата најголема грижа е да паркирањето конечно влезе во еден правен режим во Кавадарци, да ги дисциплинираме возачите во Кавадарци
и нормално да не си имам главоболка утре да ми се јавуваат и роднини, и пријатели, и блиски, и далечни, да некого го спасам затоа што некултурно се однесувал на коловозите во Кавадарци. Заради тоа ни треба приватен партнер, а не јавно предпријатие, за да не ургира никој и да секој си го почитува тоа за тоа што положил во возачката, за тоа што ја добил возачката дозвола, дека навистина се паркираат каде што треба и колку што треба, и дека навистина за тоа треба да се плати, затоа што секаде во светот се плаќа за паркирање. Само во Кавадарци и уште неколку општини во Република Македонија е оставено тоа да биде се уште на гратис основа. Господине Панов, покрај тоа што работите во самиот град, многу проекти се реализирани и во населените места со предзнакот рурални. Имате многу проекти реализирани, например, во селото Бохула. Добро го кажавте како пример, меѓутоа не само Бохула, работиме и на многу други потези. Меѓутоа, за Бохула би издвоил тоа што од страна на владата на Република Македонија добивме еден голем капитален проект, а тоа е да го реконструираме патот од селото Крњево кон Бохула и да буквално завршиме со комплетна реконструкција на сите патишта, освен 1 километар кој што ни остана од стариот пат од Крњево кон селото Страгово, кој што се надевам дека наредната година или преку проект, или пак со сопствени средства ќе успееме да го завршиме и да наредната година сето она што беше патна инфраструктура или главни артерии кон селата да биде комплетно завршено. Исто така во селото Бохула добивме и канализациона мрежа, односно едно 4 милиона денари добивме за комплетна нова канализациона мрежа, бидејќи таму не постоеше никаква. И од страна на локалната самоуправа ние на местната заедница во селото Бохула им набавивме едно црево кој што го побараа како донација од нас за да направат дополнителна каптажа и конечно го решат и проблемот со водоснабдувањето. Значи, ова е само еден пример. Ние работиме и кон другите села, меѓутоа селото Бохула беше малку запоставено, а тоа е на онаа битна трансферзала која што е крајната цела, тоа е од селото Бохула преку селото Радња да стигнеме со еден пат во иднина до ски центарот Кожув и тоа го имаме како стратегиска цел ние како луѓе од локалната самоуправа Кавадарци. Јас се надевам дека тоа ќе успееме до крајот на мојот мандат да го направиме, меѓутоа ако не го направиме, сигурно дека тоа ќе биде оставштина на некој друг кој што мора да го заврши, затоа што мислам дека со успевањето на овој проект за ски центар Кожув, ние мора да имаме пристапен пат од Кавадарци. Тоа не е само пристапен пат за кавадарчани, туку е за сите потенцијални туристи од Република Македонија. Оној пат кој што беше направен од Гевгелија, тој е пат само за грчките туристи и за некои кои што можеби доаѓаат од Струмица. Сите други ќе бидат упатени кон овој многу поблаг пат и пристап до ски центарот Кожув, а моје лично мислење дека овој проект мора да успее. Зборувам за ски центарот Кожув. Инаку работиме за сите местни заедници по селата. Имаме таму некои мали улички со бекатон, негде асфалтирање. Имаме исто така за прв пат урбанизација на селските местни заедници. Ги почнавме најнапред оние низинските, односно селото Сопот, Марена, Возарци и Дреново, а оваа година со парите од повторно од владата на Република Македонија ги урбанизираме и другите села. Тоа се селата од Подкожувието, кои што за прв пат ќе добијат урбанизација. Тука морам да не го заборавам и Тиквешкото езеро, на кое што ќе работиме во наредниот период за негова урбанизација, после што ќе следи и инфраструктурно уредување, односно патишта, улично осветлување и се што е потребно за таа наша населба на Тиквешкото езеро, каде што сега има над 2000 викенд куќички. Кога станува збор за енергетската ефикасност, некако училишните објекти, градинките се први кои што општините почнуваат енергетски да ги работат. Па тоа е многу логично. Таму се нашите деца, таму се нашите внучиња, таму се нашите наставници, професори кои што се можеби покрај родителите најбитни во образованието и воспитувањето на нашите деца. И водени од тој конзервативен призвук кој што верувам дека сите кавадарчани, па и велешани, па и пошироко и сите македонци го имаат, дека дел од животот посветуваме на нашите поколенија. Мислам дека е најдобар начин да се покаже тоа кога ќе почнеме со буквално реновирање и правење на енергетски ефикасни наши училишта, градинки, средни училишта и така натаму.
Јас секогаш го кажувам како примерот со основното училиште Гоце Делчев во Кавадарци, кога каде што јас сум прва генерација, а каде што пред неколку години, пред 6-7 години, дојдов на родителска средба на мојата постара ќерка и кога видов како моето училиште, каде што кога почнав мирисаше се на ново и беше најубаво и како архитектонска градба и најуредено внатре во Република Македонија, дошло на такво дереđe да буквално децата седат на бетон, да им фури до вратите кои што беа искривени, кои што имаа метална и дрвена конструкција и беа и буквално искривени, каде што лавабото беше скршено и представуваше вистинска опасност од повредување на некој ученик, каде што таблата беше буквално како мета за пикадо и не можеше да се пишува на неа, да сега за неполни 6 години буквално се смени состојбата не само во ова училиште, туку и во сите воспитно-образовни институции во Кавадарци, па и тука се и детските градинки, и да имаме буквално нови подови, нови врати, нови столчиња, бесплатни учебници, бесплатен превоз, нова ПВЦ столарија, нова термофасада, нели со исклучок на Гоце Делчев кој што треба да се интервенира и во делот на кровот. Меѓутоа, буквално сите училишта во општина Кавадарци, тоа се 10, оние градските и уште неколку кои што ги имаме по селата, ние потрошивме многу и од оперативниот буџет на општина Кавадарци, меѓутоа и донаторски пари, па и пари од владата на Република Македонија да дојдеме до овој степен на уреденост, на опременост на нашите воспитно-образовни институции и да се пофалиме дека градинките и училиштата во Кавадарци се можеби на прво место по нели ако го земеме и еколошки училишта, енергетски училишта и нели и функционални, и ни останува само она што повторно го ставивме како приоритет, а тоа се наредни инвестиции од 40 милиони денари во доградба на 8 кабинети во гимназијата Добри Даскалов, во промена на парните котли и кровната конструкција на основното општинско училиште Тоде Хаџитефов, во промена на кровот на средното училиште Киро Спанџов Брко, и со тоа да заокружиме се што значи воспитно-образовен процес, па и социјална заштита на 4 градинки, секако изградбена уште една градинка, односно да го тргнеме ова прашање кое што според мене е најбитно, да го тргнеме од дневен ред од локална самоуправа Кавадарци. Господин Панов, многу општини имаат културни лета, Кавадарци е една од ретките која што има културна есен. Зошто? Тоа секогаш го кажувам, еве во петок имавме отварање на Кавадарачката културна есен. Ние како кавадарчани сме големи работачи и летото буквално се користи, дури луѓето и не одат на одмор, затоа што летото им користи да внимаваат, да прскаат, да работат, да подлачуваат, да припикнуваат. Тоа што е алфа и омега во Кавадарци, тоа е грозјето. И да нели во август се борат за поповолна цена. И таа борба некако во септември завршува, односно почнува и завршува бербата на грозјето, и од кога ќе заврши доаѓа ред кавадарчани да здивнат. А кога здивнуваат, најдобро е да им се понуди нешто што е култура или духовна храна. Кавадарци има многу творци, многу духовна храна. Тука ги консумираме и продуктите од Република Македонија и мислам дека заслужија кавадарчани малку да одморат и да она за што работеле цела година да го ползуваат потоа преку културната есен, кој што од сега па на натаму до нова година и после нова година ја понудуваме на сите кавадарчани, па и на сите македонци. Колку кавадарчани уживаат во паркот на Револуцијата или во на место каде што вие преку проекта ги пренесовте и бистите на борците и сега го нарековте алеја на великаните? Тоа е нашиот парк на Револуцијата е плод на едно девијантно однесување во изминатите години, кога 4 или 5 бисти на наши паднати борци од време на Втората светска војна во градскиот парк беа украдени и најверојатно претопени во некоја соседна држава, бидејќи имаме некои такви сознанија. За да го спречиме ова девијантно однесување, ние се одлучивме да
направиме еден проект и буквално овие сите бисти да ги собереме на едно место кое што е многу поблиску до очите на јавноста и е буквално карши полициската станица во Кавадарци. Значи тука ќе биде и многу поблиску за полагање на свежи цвеќиња, ќе биде многу поизводливо за нашите борци кои што се во одминати години да без проблем дојдат тука и чествуваат по повод некој патрон на некое училиште, па и на некој јунак од Кавадарци. И мислам дека на овој начин најкоректно се отчетивме за тоа што овие луѓе го правеле, односно го дале својот живот за слободата на Кавадарци и на Република Македонија. И уште еднаш покажавме дека независно од тоа што сме и јас што сум представник на една конзервативна партија, имам голем респект спрема сите оние кои што биле жртви од Втората светска војна, а очекувам исто така сите оние почитувачи на идеите на луѓето и на борците од Втората светска војна да имаат исто така почит и кон сите оние кои што пред нив го дале животот, независно од тоа што не успеале во целта. Важно е дека и едните и другите го дале животот за Република Македонија и тука мора да ставиме конечно знак на еднаквост. Не е точно тоа дека Социјалдемократскиот сојуз и како партија која што под дефолт е поблиска до народно-ослободителната борба и придобивките, дека повеќе се грижи. Кавадарци е сигурен пример дека тоа не е така и дека во изминатиот период тие ниту банка не дадоа нити за реконструкција на спомен костурницата во Кавадарци, кој што се реконструира од пари од Министерството за култура и од многу повеќе од парите од локалната самоуправа Кавадарци. Оваа преместување исто така буквално од парите и од финансиите на локалната самоуправа, како и реконструкцијата на куќата на Страшо Пинџур во селото Ваташа, кој што повторно беше цела од финансии на локалната самоуправа Кавадарци. Тоа се докази, сето друго се приказни за мали деца. Господин Панов, нешто што ги поврзува сите, тоа е спортот. Локалната самоуправа од неодамна го презема фудбалскиот клуб. Атакувате на високо место или атакувате на создавање на спортски клуб во кој што младите ќе спортуваат, ќе се рекреираат, а на тој начин и поздраво ќе живеат? Мојата амбиција никогаш не била првото место. Како прв човек на општина Кавадарци, најголема битка е битката против пороците. А таа битка против пороците честопати не кореспондира со битката на оние кои што сакаат нивниот клуб да биде прв во Република Македонија. За да се биде прв во Република Македонија, прво се потребни многу пари, за да се купат играчи и за да се постигне одредено високо ниво. Ние така пред 2-3 години тргнавме со таква амбиција, меѓутоа тоа беше една сезона после што се издиши балонот и повторно ја бакнавме земјата. И од тие причини не сакав да ја направиме два пати истата грешка. Овој пат тргнавме како локална самоуправа со поддршка на навивачката група Лозари и сакавме чисто да одиме во оваа приказна. Почнавме од најнизиот ранг на надпреварување, во една сезона влеговме во повисокиот ранг и се надевам дека еве оваа година покрај одредени неуспеси ќе стигнеме до едно повисоко ниво, односно нашата крајна цел е да стигнеме до втора лига и да тука побараме финансии од некои од бизнис секторот, односно да им кажеме на бизнис секторот дека еве ние како локална самоуправа направивме еден спортски продукт во делот на фудбалот и сега го нудиме тој заедно да го внесеме и во прва лига, да биде наш презентер и на Кавадарци во Република Македонија, а зошто да не и да на повисоко ниво, односно во европските купови. Значи, општина Кавадарци е меѓу првите општини кои што има и свој сојуз на спортови. Ние не го поддржуваме само фудбалот во општина Кавадарци, туку ги поддржуваме сите спортови, толку колку што можеме. Неколку милиона денари користиме за сите спортови и га помагаме и кошарката, ги помагаме и женската кошарка, и ракометот, и стрелаштвото, и малиот фудбал, неодамна и тенисот, така што ја остваруваме онаа замисла дека треба дел од оперативниот буџет да трошиме за нашите млади, за нивен правилен развој, како физички, така психички, и да на крајот го добиеме продуктот, а тоа е да имаме корисни членови на кавадаречкото и на македонското општество. Таму каде што има амбиции за први места, таму мора да го вклучиме и бизнис секторот. Таму каде што нема да најдеме бизнис сектор, ќе се задоволиме со оној ранг кој што го имаме, затоа што навистина е илузорно
да главен финансиер на одреден спортски клуб биде општина Кавадарци. Таа приказна с неја виделе и во Скопје, с неја виделе и во минатото и е сигурен пат кон неуспехот. Локалната самоуправа има цел да, еве како што ја остваривме една од целите, а тоа е да го превземеме и градскиот стадион во Кавадарци, да инфраструктурно помогни. Ние наредната година сега ги правиме пресметките и проектот за реконструкција на нашиот градски стадион, да барем едната од трибините добие европски лиг и да го приспособиме клубот да може во нормални услови да тренира, да ги има оние основните елементарни услови кои што се уште ги нема, да има топла вода таму, да има добри соблекувални, патем речено и тие соблекувални кои што сега ги користат се реновирани и реконструирани и од локалната самоуправа и од бизнис секторот од Кавадарци и да, нели, за наредната година ГФК Тиквеш 2014 година биде во повисок ранг на надпреварување, меѓутоа и со многу подобра и подобрена инфраструктура, спортска инфраструктура која што имаме во Кавадарци. Господин Панов, пред да ви се заблагодарам за вашето гостување, еве, во оваа прилика ви давам уште еднаш можност да ги поканите сите гледачи од Вардарскиот регион да бидат утре во Кавадарци. Па добро, јас ви благодарам на уште еднаш на оваа можност. Сакам да упатам еве апел до сите православни верници, не само од Кавадарци, туку и од регионот и од Република Македонија, па и пошироко, бидејќи сепак еден од главните инвеститори на оваа црква е и директорот Даскалакис, кој што е грк, меѓутоа кој што е православен христијанин и кој што е најголем донатор како компанија, како Фени индустрија, најголем донатор во оваа православна црква, да утре во Кавадарци во 8 часот бидете гости во Кавадарци, да бидете до негде до 12:30 до кога траи целокупниот церемонијал и да бидете дел од нашата веселба, каде што уште еднаш ќе се поклониме на Господа и ќе бидеме слуги како што сме и родени. Ви благодарам за вашето гостување, а јас, почитувани гледачи, ви се заблагодарувам за тоа што и овој пат бевте заедно со нас. Останете и понатаму со програмата на К1, а утре сите патишта нека водат кон Кавадарци.